10 откупни компании во Македонија годинава склучиле 2796 договори помалку од лани, или во килограми, ако лани откупиле 26730 тони на тутун, годинава побаруваат само 22959 тони, односно околу 3700 тони помалку. Од Сојузот на тутунарски друженија велат дека не знаат на што се должи ова намалување, бидејќи поради корона кризата немале средби со откупувачите. Остануваат на ставот годинава тутунот да се цени само во 3 класи и да има покачување на цените, односно прва класа да биде 280 денари, втора 220 и трета 170 денари. Некои компании веќе со самото склучување на договори во пролетва ги покачија цените, али ние ќе настојуваме да е достигне она нашата цена и сите фирми со анекси да се изеднача иста цена да имаат оваа година. Тутунарите пак кои што моментално го засадуваат жолтото злато, велат дека договорите се намалуваат дел поради откупните фирми што ја намалиле побарувачката, но исто така се намалувала и заинтересираноста кај младите за оваа култура. Има мене лично ми намалија. Имав на 2 договори, се не знам зошто мене ми намалија околу, имав 6 декари, ми намалија 4. Па ни кажа дека многу потешко ќе биде годинава. Во однос на што потешко? Со плаќањево, со барањето на тутуно, значи немало да го бара, тутуно не бил баран. Кој ви кажа така? Ценачите, што цена, што има, што шета реонските. Се дали се должи тоа, нема не доволно луѓе, дали се не останава Македонија млад народ должи да сади тутун или нешто друго се случува важно, има доста намалување. Производителите стари изумира, не може да ода на нива и Младите? кој како запослен, кој како во странство. Спротивно пак на овие тврдења, од подрачното Министерство за земјоделство во Прилеп било дека интересот за тутунот бил зголемен во овој регион. Имаме 1000 договори повеќе, од кои повеќе од половина се на млади лица кои првпат отвараат стопанство по подрачното Министерство за земјоделие. Од Сојузот на тутунари наскоро очекуваат средба со откупувачите и Министерството за земјоделство.